Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobar den, dobrodošli во уште едно Миленко Неделковски радио попладневно шоу на Брановите на радио Слободна Македонија. Миленко Неделковски е пред микрофонот и така ќе биде се до 18 часот. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Уште еднаш добар ден, уште еднаш поверете на Брановите на радио Слободна Македонија, Миленко Неделковски. Со вас до малку пред 18 часот. Токму планирана беше во програмската шема една композиција, отидоа две, затоа што од Белград ми се јави мојот добар пријател Мирослав Лазански. Меѓутоа не се јави за никаква конспирација, за никакво новинарско било што, за едноставно еден пријателски разговор кој си го имаме ние со децении. А утре ќе отидем кај него во Белград, на кратко. Одам по друга работа во Белград, меѓутоа ќе се видиме таму на едно кафе да си ја продолжиме нашата релација и да се разговараме за прашања кои мене ме интересираат, како што се светските геостратегии, контролирање на морињата од страна на странските армии и така натаму и така натаму. Толку за тоа зашто имаше една композиција повеќе, а емисијата планирав малку да позборам за домашната политичка ситуација. Значи, апсолутно е јасно каква работа ние си имаме со партијата СДС и со нејзиното раководство и со нејзиниот лидер. Тие се една јасна, чиста, лесно прочитлива книга. Тоа се луѓе кои извршуваат странски агенди, наредби, планови, стратегии. И тука е чисто. Знаете, ќе ви дадам пример. Кога одите во суд, не ви посакувам да си имате работа во суд, да кажеме да ве тужи државата за нешто, за некој криминал. И кога идете во суд, таму е чиста ситуацијата со обвинителот. Тој е против вас. Иако, во принцип, не би требало да е против вас, тој има задача да ја истражи вистината, меѓутоа обвинителството традиционално, штом поднесе кривична пријава, сака да докаже вина. И да ме како не докаже вина, тоа е као неуспех го сметаат, иако не би требало да е така, меѓутоа така си го уцртале тие и во претходниот систем, режим, држава и во ова, така и од тука натаму. Значи, кога одите во суд, јасно ви е обвинителот е против вас. Исто така ви е јасно дека и судијата е против вас, од причина што судијата и обвинителот влагаат од иста врата, а вие и вашиот бранител влагате од друга врата. Судијата и обвинителот може да си имаат секојдневна и си имаат секојдневна комуникација, си пијат кафе, си прават заедно пауза, обвинителот од секој момент може да влезе во кабинетот, во канцеларијата на судијата, да се консултира и така натаму. И тоа потоа продолжува и на погорни, да кажеме, апелација, Врховен суд и така натаму. Значи, имате јасна позиција, влагате во суд и знаете точно кој е против вас. И судијата, и обвинителот. Не ви е единствено непознаница која одите во суд е вашиот адвокат. Оти по правило, најголемиот дел од нив се рекетари и луѓе кои живеат на маката на другите луѓе. Ако сте во притвор, он ви е единствениот прозорец кон светот, он ќе ви каже, знаеш, колку тежок обвинител добивме, леле, судијата терсене вамо тамо, знаеш, треба да даеш 10-15, тоа е 15.000 евра, 10.000 евра, како ги кажуваат 10-15 као да се кебапчина кај Дестан, а не се. И практично ти единствено што не ти е јасно, не ти е јасна ситуацијата со бранителот. Дали е на твоја страна или едноставно на своја, а
ти си овцата која работат сите заедно. Така е и во политиката. Значи, на нам ни е јасно со кого си имаме работа кога е во прашање Социјалдемократскиот сојуз и кога се во прашање странските амбасади, западниот свет, така наречен цивилизиран евроатлантски свет кој сака да не набута во ЕУ и во НАТО. Значи, со нив сме на чисто. Тие се тие кои сакаат да ја променат оваа држава со се, вклучително и со името. Значи, на сила и без прашање, без референдум влегување во НАТО, на исти или сличен начин почнување на преговори за Европска Унија, хвалоспеви како сега вие одеднаш, многу до вчера не ви чинеше, бидејќи беше режимот на Груевски, а сега бидејќи е слободата на Заев, сега одеднаш е преубаво се. И точно знаеме која е целта, која е намерата. Намерата е да се удоволи на грчките барања, да се промени името, да се удоволи на НАТО, да стане една севкупна нивна територија, каде што од Хрватска, преку Црна Гора, Албанија, Косово, кој е нивно, Грција, преку нас, да стигнат до Бугарија, Романија, значи да нема граници за нивните амбиции. И таа ситуација нас ни е апсолутно чиста и апсолутно јасна, и тука нема ништо што треба да прави некоја нејаснотија, па речеш може би е вака, а не може би е така. Не. Она што не е јасно е, како во случајот со адвокатот во одбраната, она што не е јасно е што и како се случува и ќе се случува со партијата која е спротиставена, барем ако ништо друго формално, е спротиставена на овој делот на СДС, на делот на амбасадите, на делот на Западот, на делот на планот да се промени името, структурата во Македонија. Затоа, воопшто јас веќе подолго време, неколку десетици дена, воопшто не се замарам и не дискутирам за СДС, бидејќи таа е апсолутно јасна работа, тоа е едно јасна поставена константа и тука што и да кажеш е исто, само може да се повторуваш. Тој бил ваков, да, тој бил предавник, да, тој бил оваде, тие сакале да сменат, да, тие внатре биле криминалци, да, тие ќе се борат против криминалот, а се рушветџи, да, и сега тоа е се јасно. Значи, нема, секој кажување е само повторување, репетиција. Она за што јас се занимавам во последниве, па од 27. април навамо интензивно, тоа е што и како треба да се промени, да се свати, да се разбере, да се анализира, да се искритикува, да се пофали, да се промени, за да може повторно оваа држава да биде нормална држава, а не да биде заложник на комуњари и да биде заложник на странски робовладетели. Значи, за нас, во овој момент, за нас нормалните, за нас македонците, во овој момент најважна работа е да видиме како можеме да се собереме, како можеме да се сконцентрираме, како може да се мотивираме, како може да се организираме за што е можно поскоро оваа налудничава, оваа очајна состојба во која влезе државата да може да се промени. Тоа е она со кое јас се занимавам. Со поставување на заклучоци за Зоран Заев, кој веќе ги знаеме со години и со децении, ништо не може да добијам. Но со анализа на тоа што треба да се направи, тоа е веќе нешто друго. Значи, единствениот можен фактор во овој момент во оваа држава, која е на страна на својот народ, е ВМРО ДПМН. Нормално, има тука, заради последните избиднувања, ако сакате и последните 2,5 години, многу разочарувања, многу критика, многу грешки, многу промашувања. Сето тоа е составен дел од животот на еден човек, историјата на една држава, битисувањето на една партија. И сето тоа постои и тоа мора да се свати, меѓутоа
pa od druga strana samo jedna konstanta imame nije okolo koja može da se vrzime. Nema druga. Ne postoji druga, barem za sega. Može bi neko i nekogaš so taka kohones golemi ke se najde, će otvori nešto, neka alternativna nekoja organizacija, dviženje, partija, što se, pa može biti puno. Međutim, to niti go ima vo bliske idnina, niti može da se vidi, niti ja se lično go gledam, iskreno. Znači, ono što treba da se napravi, da se insistira, ja barem insistiram, delovite od greškite i pogrešnite potezi od najrazličnijih pričini. Da li je se to uceni, da li je to strah, da li je to brzanje, da li je to neiskustvo, bez razlika, koji se napraveni da se priznat, da se evidentirat, tije što gi napravile da prezemat odgovornost ili da bidat povikani na odgovornost, odgovornost je u smislu politička odgovornost, ne li? I od tuka natamu da se trgne. Znači, bez osvestuvanja, bez samoosvestuvanja, bez podvlekuvanja crta, bez linije, bez jedna generalna revizija, ne možeš da trgneš napred. Ne možeš od kal da izlazeš. Mora da se isuši, mora melioracija, mora se isuši kalta, pa od suvo, ja će vi kažem, koja će zaglaviš offroad so džip. Štom zaglaviš vo kalta, štom auto to padne na stomak, vo toj slučaj si gotov. Štom on na stomak leži, on ne može, znači mora da se isuši terenot, za da može trkalata, trakcijata na trkalata, trijenjeto, da je posilno od težinata što ja nosi vozilo to, da kažem, ako je legnat na predna, zadna osovina, na auspuh, na bilo što. Taka i so politikat. Znači, što poskoro se dojde do jedno generalno osvestuvanje, što poskoro dojde do pregled na neštata koji se napraveni, vidite, za dobri raboti koji gi napravil Vamaru da pomene, ima i ljadnici luge koji će gi kažat i site tije se podržuvači, ovakvi, takvi, onakvi, drug pat može da diskutiramo za to. I dobri raboti ima mnogo. Ima napraveno ne stotici i ljadnici dobri raboti. I sada da gi brojam od vizna liberalizacija preko dobivanje na sudenjeto su Grcite do site drugi raboti, ke traje mnogo dolgo. No, sve to toa vo ovaj moment, nabrojevanje to samo na tije raboti ne pomaga za da se trgne vo bitka, vo borba, vo vojna, koja će traje dolgo, će biti teška i će ima mnogo žrtvi, međutim da se pojde, za da se sruši ova što ovija denovi se obiduva da go legalizirat, formalizirat i oformat vo sobranijeto na Republika Makedonija. Znači, nema drug način. Ja znam deka je to bolno, ja znam deka se ja ova što govora mnogo luge se ovdje zasegnati. Ja sam svesen deka mnogo luge koji nego slušajat ova, će go prenesat na nekoj drug, pa ima da će, znaš, Milenko, zboriš ovakov, onakov, to je sevoret, ko je česen, ko je iskren, koji saka na vistina razbere što zborujem, treba prvo slušne sve što sam rekao, kompletno, da ne je reženo, montirano i tako na tamo. Znači, od početok do kraj i da ja shvati vistinskata namera koja ja imam sa ova što kažu. Znači, samo otkako nacionalната opcija, narodната opcija, našата opcija, makedonskата opcija, pravoslavната opcija, samo koga toa ke se osvesti od ovoj knockdown doživean od doživean od udar od međunarodната zajednica, na koja pak ta opcija ili ta politička opcija i verovala pa odela na boks meč so spušten gard, so racete dole, da može ponosno da gi udra direktno i da gi one svestat. Znači, samo otkako ta opcija ke zastane, ke reče, čekaj se ga stoji, daj da vidime kaj sme, daj da vidime koji se greškite, daj da vidime koji se dobrite strani, daj da vidime koji pregovara lošo, ako pregovara lošo, voret. To je njegoviот kapacitet, aj ti malko na strana, pomagaju drugo, da vidime koji lošo postapil, nedovoljno patriotski
nedovoljno silno, nedovoljno maška i ti malko na strana, ima i za tebe ova, možeš tu kada prevrzуваš raneti, da готвиш nešto hrana, grav da praviš i така натаму. I dajte da vidime koja je opcijata koja može lugjeto da gi sobere, da gi namesti na jedno mesto i da se pojde vo bitka. Oti što poskoro dojde do toj reset, pobrgo ќе почне битката и побрго ќе дойде до смената на овие апашишта и злочинци, воени злочинци кои сега ќе водат државата, и тоа под амин на Брисел и на Deep State во Вашингтон. Значи, во овој момент повикувам на сенародно, јас не сум член на ВМРО, да помене, ниту сум член на било која партија, меѓутоа повикувам на сенародно обединување, сенародно собирање околу ВМРО ДПМН, сенародно поддржување на Никола Груевски, без разлика колку забелешки имате за неговото владење, особено во последните години, на сенародно собирање на еден куп, за да може да се создаде енергија, да се создаде едно јадро, од кое ќе експлодира енергија која ќе го сруши ова зло што ни се случува во овој момент во Македонија. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Би сакал уште еднаш да повторам неколку пати, тоа го кажувам и на телевизија, и на радио, и во текстови. Би сакал да повторам дека ниедна состојба, ниедна ситуација не е крајна, не е финална и не е вечна, не е непроменлива. И ниедна не е најтешка, бидејќи секогаш има потешко, повисоко, подлабоко, полошо. Така да сметам дека во овој момент Македонија се наоѓа во една тешка криза, дека македонскиот идентитет се наоѓа на под еден силен атак, еден силен план за нестанување и на идентитетот, и на народот, и на територијата која сега имаме, смалена оваа независна Македонија. Меѓутоа тоа ниту било најтешко, ниту ќе е најтешко, секогаш имало и полоши времења, секако имало и подобри. Меѓутоа македонскиот народ низ векови и низ милениуми успеал да ги надмине сите премрежија кои доаѓале од сите можни страни, и тоа да ги надмине без да има некоја институција, некоја држава, некои инструменти, како што се да кажеме, архиви, музеи, академии, универзитети, интелектуалци и така натаму, па така да мислам да и ова сега што е само дел од еден предизвик кој ни го поставил, кој е Божи предизвик, кој ни е поставено како едно искушение од Бога, да види дали можеме и ова да го прво преживееме, а второ да го надминеме. Оти ако се обидеме да се транспортираме назад, како она Back to the Future на филмовиот Стивен Спилберг, да одиме наназад и да влеземе во време на 45 или 48 или 60-тите години, или либералните 70-ти, ако сакате, или распадот на Југославија, кога сакате, и буде смртта на Тито, ќе видите дека никогаш тоа не било. Значи, од оваа перспектива сега, кога гледаш, не знам, 40 години од како умрел Тито, ти личи и така, ама јас сум, например, сведок. 80-та година умира Тито и јас бев член ПЕ во академскиот хор Мирчо Ацев од Скопје, академскиот хор при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје, и беше претходно уште со месеци закажено дека треба да пееме во Неапол на катедрата за македонски јазик по повод 20 години катедра за македонски јазик на Универзитетот во Неапол во Италија. И беше организирано овде преку така наречената КПЗ, културно-просветна заедница,
Да, одиме со едни автобуси, југ туристка Манилка, оден денеска сеќаме ни раскантани тамови, 170, там 170. И од тука да одиме преку Црна Гора, па тамо на Брод, Барбари, па на Неапол. И умира Тито. А и што умира, па има поворка пред собранието пред Скупштина, пред собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, па кој ден ќе го погребаат и така натаму. И таа неизвестност иде до ниво да сега се шпекулира, ќе ги затворат границите, војската ќе ја преземе власта, србите ќе владеат, не хрватите ќе владеат, не личаните ќе владеат. Значи, една травматична состојба и апсолутно ништо јасно, плюс ние млади студенти, кои ни е важно да отидеме до Италија, да го видиме и погребот на Тито, се е во ред, меѓутоа ни е важно сепак ако може и до Италија да отидеме. Оти тогаш ретко се одеше во странство. И ние бевме првата организирана група која излезе од Југославија по смртта на Тито. Реално беа запрени сите излегувања на разни екскурзии, туристички, вакви, такви, посети на сајмови, ти реков ми рече. И Акот Мирче Ацев, хорот на Акот Мирче Ацев беше првиот што излезе, односно и јас со Сениф во групата од тие 80 и нешто души што отидовме, први што излеговме од Југославија. Тогаш, во наше време, да, во тоа време, автобусите беа паркирани на оној паркингот пред тогашниот МНТ, сега Театар Комедија, оние бараките, спроти поранешна Нова Македонија, сега е спроти тој универзитетот на Бојо. 2 дена стоја автобусите на паркинг, папките, папкар беше еден мој пријател од Куманово, Трајко, папките со нотниот материјал тука покрај автобусот, шоферите тука, не знаат дали денес, не тргаме. Сабајле ќе тргаме, ние сите собери се Сабајле. Не околу Пладне, дојде Пладне, ништо. Вечер, не утре, Сабајле, 3 дена. Така, една неизвестност, апсолутна. Смее да се оди, која програма да ја пееме тамо, дали смее вакви, дали тажни, дали не знам какви песни и така натаму. Мелодии, композиции. И сега тоа после, што знам, колку има тогаш? 20, 30, 40 години, уште малку. Сето тоа личи како една fairy tale, како една бајка. Како што ќе личи и ова време по 40 години, ама по 40 години кога некој од вас слушателите ќе е жив, а јас сигурно нема да сум, ама тоа така ќе се личи, ќе се сеќаваат луѓе тоа нешто. Нашата цел, нашата задача на македонецот, на просечниот македонец. Тука не кажувам член на оваа партија, на онаа партија што е небитно, важно дека си член на Македонија. На истиот клуб, на истата партија, на македонска партија, на партија на македонците сме ние. Нашата задача е да го издржиме ова премрежје, да се собереме на куп, да осознаеме кои грешки до овој момент се направени, кои погрешни чекори се направени, да се заблагодариме на тие луѓе што не можеле да ги изведат сите чекори како треба до крај или погрешно преговарале и да ги отвориме картите и да тргнеме сите напред. Во овој момент сватите го како сакате, воопшто не е ни партиска пропаганда, ништо, ја не сум ни член на партија, ништо. Не сум државен службеник, немам никакви пари, не сум добивал, значи не и да сакал некој да ме купи, не можело, немало како. Не е никаква пропаганда, меѓутоа во овој момент единствено сидро околу кое може да се собереме сите е ВМРО ДПМН и единствен човек околу кој може да се собереме сите е Никола Груевски. Со сите можни грешки што ги имаат направено, ако некој ги критикува најмногу, ја ги критикувам. И затоа имам право, кога веќе толку многу ги критикувам, имам право и да кажам дека тие се, односно таа партија и тој лидер се единственото сидро околу кој може сега да се собереме. Пазите ова што ви го кажувам, јас го знаат и тие во амбасадата горе на Кале, и тие во амбасадите горе над поранешна панорама, кај во просториите на ИЗИС, сите го знаат тоа. И токму затоа е атакот, не е атакот врз овој, не знам, Петко Јанко Станко, атакот е врз Никола Груевски. Гледате дека и овие пратениците на СДС, сите атакуваат, ке завршиш у затвор, целиот атак е врз Никола Груевски. Сето друго се пиуни, сето друго е бенигно, сето друго е небитно.
Bitan je samo on. Zašto? Nito je najgolem kriminalec, ni tu ukral, ne, nego je sidro okolo koje može da se sobere narod. I zato nego go atakuje. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem.